Сега би сакал да ве запознам со состојбите во воспитно-образовниот процес. Учебната година започна без некои поголеми проблеми, навремено се решаваат сите отворени прашања. Утврдивме дека за прв пат по подолго време годинава бројот на првачињата е зголемен за 38 и нивниот број годинава е 556 во споредба со 518 во минатата учебна година. Во 7 основни училишта вкупно има 4518 ученици, споредбено со лани, кога сме имале 4584 ученици, имаме 66 ученици помалку, иако има повеќе првачиња, што се должи на трендот на иселување од градот, односно од општината. Во 4 средни училишта годинава имаме 2120 ученици или 61 ученик помалку од лани, кога сме имале 2181 ученици. Општината навремено работи за санација на топловодните системи со цел училиштата да бидат подготвени за предстојната грејна сезона. Кадровските прашања се решаваат во најкраток можен рок во соработка со Министерството за образование и наука со цел да се обезбеди непречнено одвивање на наставата. За жал морам да ви известам дека утврдивме сериозни неправилности во работата на повеќе директори на училиштата во изминатиот период. Ве известувам дека заради тоа ќе покренеме постапки пред основното јавно обвинителство во два случаи. Прво, утврдивме дека директорката на Основното општинско училиште Васил Главинов, заедно со директорката на Основното општинско училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот, на наставникот Мирослав Велковски, наставник по географија, фиктивно му воделе дека држи настава од 4 часа неделно во Основното училиште во Сливник и во Бузалкова, тој никогаш не се појавил таму, а земал плата за тоа, со што буџетот на општина Велес и на државата е оштетен и за тоа треба да сносат одговорност. Другиот проблем кој го констатиравме е дека масовно во изминатиот период од партиски политички причини на незаконски начин е вршена трансформација на работниот однос на повеќе професори и наставници од определено на неопределено време, без да имаат доволен број на часови, и покрај тоа што директорите подпишале изјави дека под материјална и кривична одговорност гарантираат дека во следните 5 години тие наставници нема да имаат недостиг на часови, веќе уште од првата година, заради намалениот број на ученици, кај тие професори се јавува недостиг на часови, заради што испаѓа дека е трансформацијата направена на незаконски начин.